Денес е 17 август. Го почнувам со тоа видеото затоа што денов и датумов ми е инспирација за некои размислувања кои што сакам да ги споделам со вас. Одредени работи во животот за одредени луѓе имаат различно значење, иако постои едно друго базично значење, кој генерално за сите, кое сите го препознаваме за полесно да комуницираме, за да се разбереме, за да се убедиме себе си дека живееме во иста реалност. Токму во таа реалност ние ги креираме нашите мали или големи реалности кои како се чувствува и им даваме значење на работите, на деновите, на датумите, и тоа е и добра и лоша вест. Конкретно денешниот ден, 17 август, е само ден, одреден датум во календарот. Сме се договориле некако да го означиме и тоа е таа реалност која што е заедничка за сите, која што не сближува, која ни помага полесно да се разбереме, да искомуницираме. И си понатаму е наша квалификација, односно на овој ден ние му даваме различни карактеристики, различно го оценуваме според тоа што го доживуваме. Независно дали се работи за дали е ова топол ден, ладен ден, долг ден, краток ден, досаден ден, интересен ден, прекрасен ден, се зависи од нашите доживувања на денот. А денот е еден, денот е ист, 17. Потоа размислував дека овој ден за различни луѓе има различно значење, односно му даваме значење според тоа со што не поврзува, на што не потсетува. Го врзуваме некако во нашите спомени со нешто значајно во животот што ни се случило, на некој добро, на некој лошо, со некој наш почеток или со крај на нешто, со некоја прва или последна средба или разделба, со нечие раѓање, па денес е нечив роден ден. Го врзуваме со нечие појавување во нашиот живот, со нечие заминување. Според тоа, 17 има различно значење за сите нас. И го избрав 17 затоа што за мене има значење, затоа што е ден кој што ме асоцира и на среќа, и на тага, и што е уште поинтересно, и тоа не е константно, да речеме дека овој ден некогаш нема големо значење, па во одреден период од животот имал, па одреден период ме потсеќал на среќа, сега ме потсеќа на тага, се менува неговото значење низ годините. И се разбира дека ова воопшто не е важно дали се однесува на 17 или 18 или 20, дали се работи за август, за септември, за јануари. Во сите тие месеци можеме да најдеме одредени датуми на кои што ние им даваме посебни значења и тие значења не се исти за сите. И токму затоа и не споделувам какво значење има овој ден за мене, затоа што за вас не е битно, затоа што вие имате некое свое значење кое му го доделувате на овој ден, или се уште не се случило тоа, па некако ви е ден како и сите други, а и е во суштина ден како сите други. Само што јас му давам посебно значење. И тоа не е така само со деновите, тоа е така со сите работи во животот. Ние ги именуваме, им даваме некакво значење, веруваме во тоа, имаме емоции кои не поврзуваат, имаме ставови, заклучоци, градиме некаков однос и понекогаш сме убедени дека единственото вистинско значење кое што го имаат е тоа кое што ние им го доделуваме. Меѓутоа не е така. За различни работи, различни луѓе имаат сосем различно мислење, им даваат свое значење, се врзуваат на некој свој начин, градат спомени кои што се поврзани со одредени датуми, настани, места, луѓе. Тие спомени низ годините се менуваат, нешто забораваме, нешто доградуваме од својата фантазија
Нешто прераскажуваме, нешто ни прераскажале, па сме го вградиле во тоа како да е наше. Нашите односи се менуваат. Памтиме едни датуми, забораваме други, и забораваме тие кои што може би ни биле приоритети и сме се убедувале себе си дека никогаш нема да ги заборавиме, или сме се убедувале себе си дека не можеме да ги запамтиме. И се променило. Се променила нашата перцепција, нашите чувства, нашите спомени, значењето кое сме им го давале. И на тој начин во оваа наша реалност која е заедничка за сите, како што реков, за полесно да може да се снајдеме, да се разбереме, да комуницираме, да градиме односи едни со други, да ги нарекуваме работите според некој пишан или непишан договор, сепак останува она што е индивидуално, она на што само ние можеме да му дадеме вистинско име, за нас вистинско значење, според емоциите кои што се поврзани со тоа што и да е, датум, ден, предмет, година, појава, човек, институција, град, одредена земја. И сите тие нешта за сите нас имаат различно значење. Пример што јас често го користам кога сакам да ставам акцент на тоа дека во целата таа голема условна реалност постојат многу различни реалности во она што има име и што има значење, кое што е препознатливо за поголема група луѓе. Секој од таа група може да го именува различно и може да му даде свое значење и може да има своја перцепција, толку едноставно што дури ако во една просторија има група луѓе и се случува некој настан, еден обичен состанок, некаква средба, приватна, професионална, и ако сите тие луѓе ги прашаме како поминале, што се случувало, ќе ни дадат некоја приказна и приказните на луѓето во просторијата ќе бидат различни, особено ако луѓето се добри раскажувачи, ако се фокусираат на деталите, ако сакаат да зборуваат за своите емоции, ако имат умешност да гледаат и да слушаат и она што не е во фокусот. Ако го земеме предвид само аголот во кој седеле во просторијата, тие имаат различна перцепција на ситуацијата. Во нивниот видеокруг се различни луѓе, различни работи го привлекуваат вниманието, различно го губат фокусот, доколку не се сконцентрирани, слушаат делумно и понекогаш прават своја верзија на тоа што било кажано. И секогаш прават своја верзија на тоа што се случувало. Затоа што секој му дава свое лично значење на тоа што се случувало и дошол тука со своја приказна, со своје уверување, со своји претходни искуства, знања, очекувања и ќе земе различно од тоа што било понудено, ќе усвои различни информации, тие кои што му се битни, на тие на кои им дава значење. Тоа што ние им даваме значење на работите, иако генерално сме се договориле дека имаат некакво име, некакво значење, е добра и лоша вест, или може да биде ослободувачко и застрашувачко, и зборува за релативноста на се оно што ни се случува секојдневно, за моќта на нашата перцепција, интерпретација, за нашата способност да им дадеме значење на нештата, на настаните, на ситуациите, на деновите, на датумите. И сега се сетев на еден текст што го објавив одамна, инспириран од вистинска животна ситуација, а тоа е и во најсончевиот ден во кој може би огромна група луѓе слави, се радува, живее, се смее, или на некоја голема забава, ние можеме да бидеме тажни и да не се забавуваме и да не ја чувствуваме таа еуфорија, радоста на другите. Ако нам тој ден не се случило нешто многу тажно, или ако не подсетува на нешто што не предизвикува тага, болка, незадоволство. И обратно, и во деновите во кои што има многу колективна тага, без гнев, незадоволство, луѓето поединечно, иако свесни за се што се случува, можат да
бидат среќни, радосни и да уживаат во некои работи кои што за нив се посебни, единствени и да го обележат истиот датум, да го поврзат со нешто за нив многу значајно и многу убаво. Само сакав да ги споделам со вас овие размисли на овој ден, кој за мене има значење. Сигурно и за вас. Размислете за значењето на овој ден, иако знам дека за вас денес не е 17. Колку од тоа е значење кој што вие му го давате, колку од тоа е значење кој што генерално колективот му го дава. И може би тоа ќе ни помогне малку поинаку да гледаме на деновите, на луѓето, на односите, на настаните, свесни за тоа дека во голем дел од тоа што е условна, колективна, заедничка реалност има удел и нашето внимание или невнимание, како се чувствуваме, со што го врзуваме сето тоа и како ќе го паметиме. Јас ви посакувам убав ден, многу убави датуми во календарот, вредни за паметење и сила, капацитет да се носите со оние помалку убавите. Како и да е, и едните и другите се наши, дел од нашиот живот, од нашата животна приказна, и како што реков, низ годините може да го променат значењето, односно ние да ги означиме поинаку. Затоа, уживајте во денот, уживајте во секој ден и овој ден е вреден да му се даде некакво значење и да се памети. Ви посакувам се најубаво, ставете лайк, приклучете се на каналот или ставете subscribe. Се гледаме во следното видео, а до тогаш се најубаво.